Светот е сведок на момент на пауза, од кој можно е да се почне одново. Глобални настани, како почеток или крај на долга војна, државен преврат или природна непогода, се моменти во човечката историја што можат јасно да укажат дека претходната фаза во општествениот или економски развој завршува, а почнува нова. Создаваме резултати што никој не ги сака. Пандемијата ни дава можност да застанеме, да се ресетираме и да исчекориме. COVID-19 во суштина сите не соочува со избор. Да се стаписаме и смрзнеме и да се грижиме само за себе или да се свртиме кон другите за да ги поддржиме. Да се действува од егото или да се действува од свеста за екосистемот. Колку повеќе светот тоне во хаос, оче и во конфузија, толку е поголема нашата одговорност да зрачиме со присуство, сочувство и со доверба. Само преку нашето однесување. Тоа го менува системот. Можеби најголемата поука од оваа криза е уверувањето дека заедно можеме да го промениме системот. Ние сме многу, ние сме едно. Сетете се дали некогаш порано нашето колективно внимание во овој обем било фокусирано на една заедничка грижа или работа, како што е на пример денес на хигиената и на дезинфекцијата. Важно е да видиме и нешто не толку очигледно. Моќта што ја носи на сочувањето на вниманието на глобалната заедница кон иста намера и заеднички интерес и ефектите од таквиот напор. Енергијата на вистина го следи вниманието. Да, се поставува прашањето како кризата или надворешните нарушувања кои патем се исти за сите ќе влијаат на организациите и на општеството. А тоа зависи само од една работа, како лидерите, тие што донесуваат одлуки, како луѓето, генерално, реагираат на промените и на нарушувањата. Односно, дали се отворени за новото, дали се подготвени да се откажат од старите шаблони. Да, затоа е неопходно да ја искористиме сегашната состојба за да забавиме, да застанеме како глобална заедница и да се поврземе со нашите подлабоки заеднички извори на вредности.